Почитувани, Зоран Заев и неговиот говор на омраза е инспирација за СДСМ и неговите функционери. Навредите на Зоран Заев кон новинарите и кон лицата со поинаква сексуална определба продолжуваат со срамни навреди кон жените, пласирани врз основа на лажни вести од кујните на СДСМ. ВМРО-ДПМН најостро го осудува говорот на омраза упатен кон унијата на жени на ВМРО-ДПМН од страна на музичарот Златко Оригјански, кој од владата на Социјалдемократскиот сојуз, и Зоран Заев е поставен за директор на Центар за култура на Македонија во Тирана. Говорот на омраза, искажен преку мизогинија, шовинизам и сексизам, е крајно недоличен и срамен, особено кога станува збор за лице кое треба да ја застапува македонската култура во соседството. Господине Оригјански, поклонувањето пред споменикот на Методија Андонов Ченто е символ на почит кон човекот кој како прв председател на Президиумот на АСНОМ ги постави темелите на државотворноста на Република Македонија. Обидот за исмевање на ваквиот чин, преку ширење на лажна вест, шовинизам и сексизам, покрај тоа што е навреда за сите жени, е и навреда кон државата. Ги повикуваме СДСМ јавно да се оградат и да го осудат недоличното однесување на нивниот директор, а воедно го повикуваме и Оригјански да се извини не само на унијата на жени на ВМРО-ДПМН, туку и на сите жени во Република Македонија. Ги повикуваме владата и Зоран Заев да превземат мерки против него, доколку не стојат зад неговите навреди. Очекуваме и Комисијата за заштита од дискриминација и невладиниот сектор да го осуди ваквото срамно однесување на функционери на СДСМ. Очигледна е нервозата во редовите на СДСМ, па токму затоа, со спуштање на нивото, лажни вести и валкана пропаганда се обидуваат да ја дефокусираат јавноста од вистинските проблеми на граѓаните кои како власт не се способни да ги решат. Во јавниот простор не смее да има место за говор на омраза, а особено не за шовинизам и сексизам упатен кон жените во Република Македонија. Ви благодарам.